Ке има ли продолжување на полицискиот час после 20 априла и за време на велигденските празници? Министерот за здравство Венко Филипче денес изјави дека продолжувањето на сегашните рестриктивни мерки ќе зависи од епидемиолошката состојба и индикаторите кои се следат при носењето на одлуките за нивно воведување. Доколку се одлучи да биде продолжен полицискиот час и за време на празниците, се согласуваат и струмичани. Мислите ли дека треба да има продолжување на мерките и после 20 април и за време на празниците? Сигурно, посебно за време на празниците. Привидејќи стварно не се почитуваат мерките. Мислите дека треба да има полициски час, така? Да се продолжи барем ше до после празникот, после Великден. Па мислам дека треба. Јас гледам дека давате некаков ефект и сега треба да се продолжи малку повеќе. Зависи од состојбата што се развива. Да, треба. Ништо друго, апсолутно, ако има потреба, ќе треба да се децидат. Потребно е. Треба и малку построго да бидат. Ние сме стварно заглавени. Така, вие кој вашето? Исто така треба да биде продолжено за нас, старите субјекти, а младите не се слагат за тоа. Полицискиот час во земјава беше воведен од 10 март, кога беше донесена одлука да започнува од 22 часот до 5 часот наутро. Но по зголемувањето на бројот на заболени, како и на починати од COVID-19, надлежните донесоа одлука полицискиот час да се скрати и да започнува од 20 часот до 5 часот до 20 април. Вчера министерот за здравство Венко Филипче информираше и дека изминатиот период се забележува намалување на трендот на новозаболени лица од COVID-19. Сепак, доколку се востанови дека се уште има потреба од тоа, рестриктивните мерки ќе останат на сила и по 20 април.